Дали има уште некој што сака да зборува вечерава? Ако нема, јас би завршил со две пораки. Јасни и гласни до Европската унија, до американските држави, Обединените држави и до сите пријателски земји на светот. Да ни помогнат, прво да престанат да ги финансираат овие криминални политички банди. Амбасадорката на Америчката амбасада кажа јасно и гласно дека во последните 30 години имаат инвестирано, финансирано во судството $500 милиони. Дали вие знаете што значи $500 милиони, а во судството нема никакви реформи? Напротив, судството стана повеќе и повеќе инфицирано со криминал. Имаме повеќе и повеќе суди, за жал за квалитетни суди, жал ми е за нив и за луѓето што работат во судството. Имаме доволно суди криминални кои што, еве, гледате, ги застаруваат делата и не ги осудуваат овие криминалци, ги пуштаат на летовање во Струга, во Охрид и така натаму. Или во најмала рака ќе ги пуштат малце во затвори, па после дома, па на домашен притвор и си шетат по улици. Затоа и повикувам овие мојни држави како партнери на Македонија и партнери на народот, ај се разбира на демократи, да ни помогнат да престанат да ги финансираат како Америка и Европска унија, поготово Соединетите Амерички држави, и ваѓаат тие црни листи, но тоа не е доволно. Се разбира, ние граѓаните треба да се тегнеме, како што повикува на овој фонд за спас на Македонија, да ги промениме работите, единствено можеме да ги промениме на избори со пенкало. Со едно пенкало за окружување бројот на демократи и само така може да ги тргнеме од политичката сцена овие криминални банди. Благодарам на Америка, јас популарно ја викам Америка, бидејќи живеев таму, и на Европската унија, што досега финансираше, но од сега да не финансира, кој ќе дојдат честни луѓе како нас, може да продолжат да финансираат и да ни помогнат. Друга работа што сакам да кажам, 32 години не залажуваат со промена на криминалниот изборен законник. Во последни 4 години, 3 години, откако постои ова ненародна власт и наводно опозицијата, која што е стално на власт, зборуваат за промена на изборниот законник, една изборна единица, некои отворени листи, тоа само декларативно. Но ние, како граѓани, знаеме и како демократи, дека тоа нема тие никош да го направат. Едни викат, да, сакаме, но нема доволно консензус, па треба сите наводно партии да гласаме, не треба сите партии, зошто сите партии? Секојаш има некој во опозиција. Колку дозволува законот, уставот, законите за да се